ова, како што гледате, драги гледачи, денеска емисијата готвење во бутел 2. Значи, денеска за ручек приготвуваме јајца. Како што можете да гледате, први ја оставаме да се динста шунката. Значи, сега изматиме 2 јајца. Али, ово главно немојте дома да го правите, значи можете да се повредите. И што е... Само да извадаме на каса. Да извадаме на кеса за ѓубрето. Значи, ово се издинствува. Да ги изматиме јајцата. Когато на цветово тугина дробни солзи ти ронеше, дробни солзи цвето ти ронеше. Добро? Значи, можете да додадете било што некој сос. Али пред само главно е француски омлет. Нема што. Ово успедов главно, дечки, да ви кажам, на времето кога го правев, значи, многу познати дегустратори беа кај мене, значи. Епа тоа беше све за денеска, значи убаво ставаме да се подпече и значи отприлика околу половина час ќе биде готово. Така да ве ловкам сите. Се враќаме за едно 20. Добро дојдовте, значи драги гледачи, скоро се издинстав јајцето. Така да овој познат рецепт не се може да го видите у многу разни ресторани. Сега јас сум познат човек, некам да се фалам, знаете, може да каже публиката, тоа народот за мене. Тоа е јебиво. Не го бива секој за. Знаете, драги гледачи, кулинарството не го бираш ти, оно само те бира тебе, сваѓаш. Македонско девојче, гидга шарена, во градина набрана, нар подарена. Дали има највели свет. Еве, значи готово е, малце живо, знаете, ова на француски начин, сваѓате. И значи мислам дека таман испадна, готово е. Така да, ова се сервира во многу познати ресторани, кој например Звезден океан, што ви го препорачал Перо Гзето, се разбира, или Гаче, по тоа сендвичарите, Чичко Стојлко што јаде, например, или Џоле Лигушот што јаде вам у Езерце, не е битно. Битното дека тоа е све секаде се служат овие работи. Така да, поздрав, ќе се видиме. Толку беше за денеска. Чао!